Можам ли денеска да и верувам на Библијата? Е прашање кое често пати се поставува во страна на многу луѓе. Можам да кажам, почитувани пријатели, дека денешната Библија или Светото писмо кое го имаме, вистинско писмо, верно на оригиналот. Иако немаме оригинал во наши раце, но во текот на историјата Библијата била припишувана од соодветни лица, ополномоштени, така да, како што вели таму во Матеј, ниту една јота, ниту една буква, ниту една цртичка не е изоставено од оригиналниот текст на Библијата. Постојат многу докази, археолошки, постојат и други докази кои укажуваат дека денешната Библија што ние поседуваме е веродостојна. И затоа треба да ја веруваме. Во неа учествувале некаде околу 40 писатели, луѓе кои живееле во различити временски периоди, кои меѓу себе не се познавале, но ги водел Божјиот дух. Така да, навистина, и Стариот и Новиот Завет, кои се состои од 39 книги, односно 27, вкупно 66 книги, е канонска книга, канонска Библија, во која Бог ставил потис, би рекол, бидејќи Бог не би дозволил некои примеси или некои лажни книги или списи да влезат во канонската Библија. Библијата е Божје писмо упатено до човештвото. Таа е археолошка книга, медицинска книга, географска книга, бидејќи се е опфатено. А секако во Библијата ќе го откриеме и планот на спасението, во кој активно учество има Исус Христос, кој се родил на оваа земја според пророштвото, кој живел 33 години, бил раснат, и потоа, како што вели апостол Павле, во третиот ден воскреснал и после 40 дена тој се вознел на небото. И затоа денеска ние како луѓе, како христијани, треба да ја имаме Библијата во својот дом. Доколку вие немате, почитувани пријатели, пишете ми на мојата адреса, а јас ќе ви ја испратам на вашата домашна адреса. Така да, кога ќе ја читаме Библијата, кога ќе отвараме секако и со молитва, во неа го откриваме Исус Христос. Ги откриваме сите работи кои се потребни да ги знае еден човек, еден христијанин. Освен духовноста што ќе ни се подигне и ќе се заекне во нас верата во Бога, исто така ќе ги откриеме и принципите за здравиот начин на живење. Затоа моја препорака е да имате Библијата во својот дом. Ако имате веќе, тогаш отворете ја со молитва, читајте ја секој ден и на тој начин вие се повеќе и повеќе ќе го откривате карактерот на големиот Господ Исус Христос. Карактер кој треба и ние да го следиме и да го имаме во нашиот живот. Ви посакувам секој добро и се гледаме во наредното видео.